Полувреме на преварот Вардар Силекс на старата Јужна, новата Васил Рингов трибина сме со двајца штипјани фудбаломани. Лево од мене Цане Николов, татко на Бобан Николов, на актуелниот фудбалер на Вардар и актуелен репрезентативец, а десно од мене е еден фудбаломан со кого можам да водам мртва трка околу фудбалската антологија на Штип. Зборуваме за Мане Крамачов. Кој е постар од вас двајца? Постариот има предност. Мане, збор 2 за во фудбалскиот клуб на Вардар има двајца штипјани кои играат. Михаил Маневски, поранеше млад репрезентативец до 21 година, и Бобан Николов, актуелен. Едно твое видување за овие 45 минути и за Вардар и за самиот натпревар, а главниот акцент е на утрешниот натпревар во Штип меѓу Брегалници и Шкендија. Па, пред се, со овие двајца играчи од Штип, што се Михаил Маневски и повратников во Вардар Бобан Николов, на големо повеќување за Вардар во овој дел што е. Двајца врни фудбалери и Вардар само може и успеси со нив да реди. Мислам дека добар потек со ангажирањето. Добро, Цане, нема да го прашаме за Бобан, бидејќи ќе биде пристрасен. Како го гледаш над преварот самиот Вардар Силекс? Па надпреварот е одличен, Вардар доминира цели првите 45 минути, остануват уште 45 минути и мислам дека Вардар ќе биде шампион ова година и заслужено. Посакувам на сите фудбалери среќа натака во сигурно ќе се надпреваруваат во Лига шампиони. Што да кажам друго? Многу ме радува, има штипјанец, двајца штипјани во Вардар, па мило ќе ми биде да има уште двајца. Сега утрешниот надпревар Брегалница, ние сите сакаме Брегалница да ја гледаме стално во прва лига. Утре е бити или не бити. За Брегалница е утре да се биде или да не се биде, со 3 бода против Шкендија речено ќе се зацементираме на првото место. Реално, мислиш дека Брегалница има сили утре да победи Шкендија? Има сили Брегалница, мислам утре да ја победи Шкендија. Тоа е абсурд. Нема друго што да мисли Брегалница, мора да оди на победа. Да се подсетиме, во Рачиново беше 2:1 за Брегалница, имаше малку и немили сцени, ајде за тоа не во оваа прилика. Утре очекуваме многу публика на стадион. Па сигурно ја мислам најмалку 3-4 публика ќе има утре уште. Добро, а Мане е антологија која во Брегалница упрашање, мислам дека следиш повеќе од 30 години. Па и повеќе, 30 е малку. И надвор и дома. Ајде едно твое кусо видување за утрешниот натпревар, па имам и едно прашање за тебе, малку една подлабока анализа кога е Брегалница во прашање. Што мислиш за утре? Само победа и ништо друго. Ако сака да се влезе во прва лига. И пред наша публика, пред пон стадион со наивачката група Паланга и сите штипјани, ја мислам дека утре Брегалница нема друго решение. Нема друго решение освен победа. Има едно гостување во Кочани и мене и тебе ни е тоа неубав спомен 93 година на тој прекин. Стојчевски судеше со камења од трибините. Ајде, да прескокнеме Шкендија Рачиново, не е убаво, мислам. Меѓутоа, за една недела гостуваме во Кочани, мислам дека и тој натпревар исто важен како со Шкендија Рачиново, или? Не е веќе тоа што беше таа еуфорија и у Штип и у Кочани. Ама мислам дека Кочани не изненади, мислам Осогово не изненади, у Штип изгубиме. 2 промашени пенала. Да. Само сега, како да кажам, не е тоа што е било на времето, дека ќе биде мирно, дека веќе... Имам една дилема и едно прашање лично јас како роден штипенец пораснал покрај стадионот. Брегалница има изворедно богата фудбалска традиција. 63-64 година со квалификации влегува во втора сојузна лига. Сега Брегалница е на пат за враќање во првата сојузна лига и за мене тоа е добар успех, меѓутоа лично не можам да прифатам толку еуфорија и толку радост на еден нормален успех. Мислам дека Брегалница мора да тежнее за повеќе. Ме интересира твоето мислење. Тежнее, треба да има прави луѓе у клубот. Луѓе кои го сакат фудбалот, не само да профитират од него. Ако ќе има стабилен спонзор и ја мислам дека секој тргне на добро. Вака што се вика Оливци, Доливци, што дојдат, отидат си, ништо не се прави. Џабе е што ќе се улезе во прва лига ако не се земат повеќања, ако не се најде стабилен спонзор,
се е џабе. Може да испаднем уште во другата сезона. Само за подсетување у контекст на твоето размислување, првата лига се намалува, ќе има 10 клубови, ќе има жестока конкуренција. И еве едно мое видување, би сакал и Цане да се приклучи на овој мувет, бидејќи и тој долго време ја следи Брегалница, уште кога Бобан играше во младинските категории. Да, уште Бобан кој играше во младинските категории, тој на 16 години дури замен од Брегалница, а од 10 години е во Брегалница. Така, значи и твоето мислење е релевантно. Еве за двајцата едно прашање. Ако имаме во предвид дека еве Прилевска победа ќе испадне во трета лига, била 2 пати шампион на Македонија. Македонија Ѓорче Петров била 2 пати победник на купот, една шампион на Македонија. Хоризонт Турново излегол во Европа. Академија Пантев освојувач на купот. И нека ми извинат сите овие клубови, за Силекс да не зборувам со неговата скромна традиција. Или за Шкендија Тетово или не знам Ренова. Каде е Брегалница во ова ситуација кога Европа е свемирски сон за нас? Или освојување на купот? Пака ќе се надоврзам на тоа што реков, без спонзор, без луѓе што прави луѓе во клубот, нема ние што да тражиме и прва лига и па камоли по Европа да е. Ако се среде секој што се збори сега дека ќе има спонзор од страна, со помош на општината, мислам дека ќе се направи една добра екипа, па може и за бизнес во Европа. Се бива. Екипа сега се намалува лигата на 10 клуба, конкуренцијата ќе биде жестока. Па ние да се надеваме дека ќе биде секој што треба. Јас мислам дека единствена алка која по мене можеби е субјективно во овој гледање која држи Брегалница е Владко Костов со неговата аура. Не знам како да го објаснам тоа, него го сака целиот град. Ема Цане, дали Владко може да дава голови или да носи Брегалница во Европа без фудбалери на теренот, сега вака? И без ветер во грбот, во членови на управен одбор, спортски директор, здрав председател на клубот. Не велам дека овие луѓе сега не се кадарни и добри, да не бидам погрешно сватен. Далеко тоа дека не се добри, меѓутоа на Брегалница и треба прво, еве се збори, ако влезат во прва лига ќе дое спонзор. Мене ми е мило, меѓутоа и покрај тој спонзор, Брегалница мора градоначалникот исто да најде уште 10-15 луѓе што ќе помагаат, мислам, исто на Брегалница. Брегалница, не да ја гледаме у прва лига, Брегалница треба да оде да атакува по шампионска титула, да излеземе во Европа еднаш кај ние. Никој пат Брегалница не излегла во Европа. Тоа е Брегалница, заслужува Брегалница да биде таму. Кај е местото? Меѓутоа ќе се види сега. Прво да минеме чекор по чекор. Утре да се мине Шкендија Рачиново, па после Осогово и има време после за... Секоја чест за ово и со ова ќе го завршам овој наш мини прилог. Ви благодарам што гостувавте на YouTube канал Доргутов. Мои драги Штипјани, сограѓани со позитивна мисла за Брегалница. Дај Боже утре да победиме, да влеземе во прва лига, но за мене е тоа една добра радост и ништо повеќе. Не треба еуфорија, не треба залетување, треба многу работа. 2-0. Цане? 2-0, 2-1. Па мислам дека не е битен резултатот, само да ги освоиме трите бода. Јас се надевам 3 бода за Брегалница и во Штип и во Кочани и напред во прва лига со 10 клубови идната сезона.